Здраво и добродојавте во уште едно видео каде што ќе продолжиме да збориме за структурата на прокариотските клетки. И во ова видео ќе се задржиме повеќе на гликокаликсот, но општо кажано прво ќе се запознаеме со структурите кои се наоѓаат надворешно од надвор од страната на клеточниот зид и ќе пополека ќе се движиме кон внатре. Значи, на надворешната страна од клеточниот зид имаме повеќе структури, како што е гликокаликс, флангелуми, аксијални филаменти, фимбри и пили. Сега во оваа епизода, како што напоменав, ќе се задржиме гликокаликсот. Многу прокариоти на својата површина всушност секретираат една слузеста, леплива, желатинозна материја која се нарекува гликокаликс, која е изградена од повеќе материи, но главна улога заземаат полисахаридите, односно шекери, која ги лачи самата клетка, но исто така може да содржи и полипептиди или пак мешавина од двете во различни соодноси, зависи од сојот на бактеријата или од видот на бактеријата. Секој има различни соодноси на двете материи. Значи, некоја може да има повеќе полисахариди, некој има повеќе полипептиди и така натаму. Сега интересно што гликокаликсот, кој се наоѓа околу клетката, може да има две форми на некој начин. Ако е добро прилепен до самата клетка, тоа што се наоѓа се нарекува како капсула. Например, како што е овдека нацртано. Но ако е, да речеме, со жолта боја, ако е полабаво задржан, значи се наоѓа лабаво се држи околу клетка, нема некоја организација, него е неорганизиран и лабаво задржан, тоа што се нарекува, се опишува како слузава обвивка. Сега капсулите играат многу важна улога во бактериската патогеност, бидејќи овие се всушност тие, односно, значи капсула беше ако гликокаликсот е прилепен за клетката, се тие кои ја штитат клетката од фагоцити. Значи, ако дојде некој фагоцит и проба да ја проголта, нема да успее, бидејќи е заштитена на некој начин. Например, добар пример за ова е бактеријата Bacillus anthracis, каде што интересно е дека во гликокаликсот на оваа бактерија имаме деформа на аминокиселината, на аминокиселините, што е многу нестандардно и едноставно фагоцитите не може да го препознаат тоа. И најчесто не може да уништат оваа бактерија и ова го нема кај сите бактерии од Bacillus anthracis, ама кај одредени соеви. И интересно е дека само тие соеви од Bacillus anthracis, каде што имаат деформа на дадената аминокиселина, се тие кои се патогени. Друг пример е, например, Streptococcus pneumoniae, која предизвикува пневмонија и само кога клетките се заштитени со полисахаридна капсула. Сега, интересно дека гликокаликсот е многу важна компонента во биофилмовите, односно тој учествува во градење на овие биофилмови кои се многу важни, бидејќи им помагаат на бактериите да се прикачат за нивната цел, како и меѓусебно едни со други да образуваат поголеми групации и тоа се нарекуваат екстрацелуларна полимерна супстанција исто така. Оваа супстанција ги заштитува клетките, олеснува комуникацијата и овозможува да преживеат со прикрепување кон различни површини, бидејќи тие може да ги сретнеме на различни површини како карпи, корења на заби, на медицински импланти, цевки за вода, па и на други бактерии. Значи, помали бактерии може да се прикрепат на поголеми бактерии. Интересно е Streptococcus mutans, кој е предизвикувач на денталниот кариес, се прикрепува за површината забите, баш со помош на гликокаликс и оваа бактерија е интересно што може да и користи својата капсула како извор на храна, така што ги искористува шеќерите од нејзе. Тоа беше се за ова видео, се надевам дека научивте нешто. Значи, најважното беше дека прокариотите имаат обвивка која се нарекува гликокаликс, изградена е од полисахариди или полипептиди, односно и двете во различни смеси, и ова ја дава антигеноста на бактеријата и ја предизвикува нејзината патогеност, бидејќи ја заштитува од фагоцитоза и е многу важна во градење на биофилмови.
Тоа беше се за ова видео, ќе се видиме во наредното видео.